За над 20.000 ученици од регионот од денес почнуваат 3 месеци раат. 10 јуни за нив е асоциација за одмор. Најпрво да се збогуваат со наставниците во оваа учебна година и потоа да ги вратат учебниците, кои што истите ќе ги задужат нови генерации во септември. Плановите за тоа што од утре па натаму ќе се прави веќе се готови. Ќе се играм во Владимирова. Јас преку летово ќе се играм и ќе се дружам со моите другари. Дај гом за Србија. Јас ќе се играм надвор, ќе учам, ќе одам на одмор, ќе читам. Јас на летниот распуст ќе се играм со другарите. Со слични планови се и учениците од Елчевските училишта. Пресреќен сум што ќе одам во трето оделение. Ќе се играм, ќе одам за Пехчо, на одмор. Така? Ќе се играм, ќе одам тренинг, фудбал. Во дружење, одмараме повеќе и до година ќе дојдеме со нови сили. Како и дечињата од Карбинци. Денеска ни е последен ден со школата. Ќе распуштат. Нема да имаме врски. Ќе си седеме, ќе си уживаме, нема да има одврски. Нема да пишуваме домашно. Но некои од училиштето и другарчињата се разделија со тешко срце. Ја неким да има летна распуст. Ќе не можеме да се гледаме со другарчињата секој ден. Побаво е да си на школа. Крајот на учебната година е време кога училиштата го сумираат постигнатото. Можам да кажам дека ние сме задоволни од постигнатите резултати. Впрочем, како и секогаш, затоа што континуирано работиме на подобрувањето на сите сегменти на воспитно-образовниот процес, што подразбира солиден успех кај учениците, редовност и сето она што е потребно за да бидат тие успешни гимназијалци. Значи, учениците учествува на голем број надпревари, имаат освоено голем број на награди како на општинско, така на регионално ниво и оно што како најзначаен успех би го истакнала, имаме ученик кој што освои прва награда на државен надпревар по хемија, тоа е Мартин Кировски ученик. Но денес за сите не беше ден без обврски. Некои мораа да полагаат и екстерно. Денешното екстерно тестирање започна во нормален термин во 9:30 часот. Нема проблеми како и на првиот ден за екстерното. Инаку во основното училиште Тошарсов полагаат 515 ученици. А работа за наставниот кадар доправа има. На обврските наставниците продолжуваат околу статистиката и административната работа, околу оценки, совети, состаноци и така натаму. И давање на свидетелствата. Како и да е од денес полесно е за сите, намака се само малкумина кои утре полагаат екстерно.